Локалната власт во Штип не се грижи за граѓаните, ниту пак работи во нивен интерес, обвини денес општинската организација на СДСМ Штип. Причината за ваквиот став на СДСМ е изведувањето на градежни активности за реконструкција на неколку градски улици после 15 октомври. Од СДСМ велат дека со ова се прекршени редица прописи и закони. Сведоци сме дека се врши интервенција на веќе реконструирани патни правци и тоа во време кога после 15 октомври се забранува секако вид на интервенција. Таков е и примерот со реконструираниот патен правец кој што поминува низ Штипско Ново село и води кон излезот на Штип, за кој што беа потрошени 13 милиони денари државни пари. Затоа прашуваме, дали и кој издава дозвола за интервенција на овој патен правец во период кога се насила забраните за раскупување на сите јавни површини? Колку средства ќе бидат издвоени од општинскиот буџет за санација на шахтите за атмосферска канализација, ако се има во предвид дека од буџетот на Република Македонија веќе беа издвоени 13 милиони денари со кои што требаше да биде завршена целокупната реконструкција? Градоначалникот на Штип Илчо Захариев вака одговори на обвинувањата. За општина Штип градежната сезона трае од 1 јануари до 31 декември. Ние сме одговорна власт која за 7 месеци асфалтираше над 40 сообраќајници во вредност од над 1,3 милиони денари. Сосема е сигурно дека оваа градежна офанзива не им оди во прилог на опозиционерите. Кога граѓаните газат кал, немаат патишта, немаат водовод или имаат потреба од атмосферска канализација, за нас не е важно дали се работи во јуни или во декември. За нас е важно да се излезе во пресрет на граѓаните. Проблемот треба да се реши. Интервенцијата на атмосферската канализација во Новосело на споменатата сообраќајница е дел од севкупните активности за избегнување на можни поплави. Се чисти коритото на река Брегалница, се чистеа темелно и се прошируваа шахтите со цел да се избегне поплавување на домовите на штипјани. Според логиката на СДСМ, ако се случи дефект на водоводна мрежа или затие атмосферската канализација, треба да чекаме да дојде јуни за да го решиме проблемот на луѓето, затоа што така ги решаваа проблемите, убедливо се поразени на последните 2 локални избори. Од општината појаснуваат дека активностите за уредување на улиците ќе продолжат се додека временските услови го дозволуваат тоа. Ние знаеме дека неодамна имавме поплави во Ново село и ние мораме да го намалиме, односно да го намалиме проблемот, да избегнеме можни последици од поплави. Исто така, шахтите се доведуваат во првобитна состојба, односно на делот каде што останале пониско при самата изведба на канализацијата, која што впрочем била изведена во некои други времења, сега мораме да ја доведеме во ред. При реализација на улицата подигнато е нивото на самата улица и тоа беше должност на јавното претпријатие.